Вкусно! Специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан од Охрид воведе нова метода во третманот на периферна артериска болест. Денеска во болницата за прв пат во Македонија беа изведени зафати кај тројца пациенти со новата метода механичка ротациона атеректомија. Во рок од 2 месеци во нашата установа се воведе уште една нова процедура, директна артериска тромбоатеректомија, ротациона на крвни садови изразито калцифицирани, пошто нашите пациенти се генерално со изразито калцифицирани периферни артериски крвни садови. Ова е метода која што за прв пат се воведува во Македонија и ево за прв пат во нашата установа. Денес имавме 3 пациенти, во план ни се ова процедура и понатака да продолжи да ја воведеме како постојана со цел унапредување и лекување на периферната артериска болест во Македонија и во нашата болница. За воведувањето на новата процедура од големо значење е соработката на кардиолошкиот центар во Охрид со клиничкиот центар во Белград и доцент доктор Владимир Цветич, интервентен кардиолог кој денеска учествуваше во изведувањето на зафатите. Доктор Манчевски и јас сме веќе радили. Со доктор Манчевски веќе сме работеле заедно порано и навистина ми е задоволство и чест што сум тука по повод ова убава прилика да воведеме една нова процедура, модерна процедура која всушност не се изведува и во сите европски центри, така што моето задоволство е уште поголемо. Денеска ќе имаме тројца пациенти што е сосема доволно за оваа процедура да се воведе во стандардната клиничка пракса тука во болницата во Охрид и се радувам на подобрувањето на вашите пациенти и дека оваа процедура ќе заживее и ќе продолжите и понатаму во уште поголем број да ја изведувате. Воведувањето на новата процедура ќе значи натамошно унапредување на квалитетот на здравствените услуги за пациентите со периферна артериска болест, истакна директорката на Охридскиот кардиолошки центар доктор Билјана Теговска и додаде дека болницата продолжува посветено да работи на подигнување на квалитетот и бројот на процедури за што како признание ја добива поддршката од Фондот за здравствено осигурување. Големи квалитетот на здравствените услуги кои што ги добиваат пациентите кај нас, а пред се мислиме на пациентите со периферна артериска болест, кај кои што се подобрува квалитетот на живот, се минимизира потребата од хируршките интервенции и се спречува инвалидитетот. Голема благодарност упатуваме до Фондот за здравствено осигурување на Македонија и директорот Сашо Клековски, на чие што разбирање наидовме и за 2026 година ни се одобрени воведување на 5 нови процедури со 40 интервенции, за што ни е одобрен буџет од 6 милиони денари за набавка на скапиот потрошен материјал за воведување на овие интервенции. Оваа година новата метода ќе биде изведена кај 7 пациенти, но бројот ќе се зголемува со оглед на тоа што Охридскиот кардиолошки центар е лидер во третман на периферна артериска болест и тука доаѓаат пациенти од целата држава. Охрид од 3 до 5 април ќе биде домаќин на социоздравствен саем, настан кој ги поврзува институциите, компаниите, иницијативи, здравствени работници и граѓани околу прашања од директен јавен интерес. Отворањето на саемот е на 3 април во петок од 11 часот во големата сала на општина Охрид. До 5 април саемот носи содржини кои што излегуваат од рамките на класични настани и директно се доближуваат до граѓаните, преку отворени разговори со институции за достапноста на здравствените и социјалните услуги, панел дискусии со лекари специјалисти за превенција, рано откривање и третман на заболувања, теми од примарна здравствена заштита до хронични болести и ментално здравје. Саемот ќе биде заокружен со експо денот во недела кој ќе се одржи на тревникот кај Хотел Палас од 12 до 15 часот како отворен простор за граѓаните. Посетителите ќе имаат можност да се сретнат со околу 20 здравствени установи, компании и организации, да добијат бесплатни мерења, советувања и директни насоки од стручни лица, да учествуваат во активности кои го промовираат здравиот начин на живот на спортско-рекреативен мини полигон.
Со ваков концепт социоздравствениот саем представува обид здравието да се извади од институциите и да се доближи до граѓаните преку директна комуникација, практични совети и достапни услуги, велат од Сдруженијето на лица со дијабет Охрид, кои се организатори на настанот. Партнери на саемот се Аптеки Виафарм, Центарот за ментално здравје, раст и развој, Психонаутика, а истиот финансиски е поддржан од општина Охрид. После 20 години со законски измени за првпат е овозможено полагање на стручни испити за капетан на брод и бродски екипаж, што е чекор понапред во професионализација на внатрешната пловидба и подигнување на нивото на безбедност во пловниот сообраќај во земјава. Ова денеска од Охрид го истакна вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Од 2005 година во земјава не беше организирано полагање на овие испити и сите кои што сакаат да се стекнат со сертификати беа изложени на трошоци да полагаат во странство. На денешното доделување сертификати после 20 години, Охрид и регионот добија прва жена заповедник на брод, Елена Лотеска Наумовска. На првиот испит сертификати добија еден заповедник на брод за управување со брод во меѓудржавен пловен пат, што е највисоко звање, 8 заповедници на брод за управување на државен пловен пат, еден водач на палуба, 6 морнари и особено ми е драго што за прв пат во Македонија имаме женски заповедник на брод, што значи дека ова е професија која што може да извршува двата пола, нешто што сакаме да го стимулираме и во периодов кој што е пред нас. Тие продолжиме да ги стимулираме сите кои што сакаат да се занимаваат со оваа работа, да дојдат да полагаат со цел да може да се регулира пловниот сообраќај во државата и да имаме едно повисоко ниво на безбедност. Николовски најави продолжување на инвестициите во соработка со капетанија на пристаништа и општина Охрид во насока на одржување на пристаништата во Свети Науми во Охрид, најави уредување на градскиот кеј со градското пристаниште и пристаништето пред хотел Палас, нешто што не е направено 30 години. Општината во моментов работи проект, односно работи проектирање. Од наша страна ние работиме во делот на пристаништата и очекувам заеднички да подготвиме еден проект кој што ќе значи целосно партнерно уредување на кејот од една страна, од друга страна ставање во функција на пристаништето пред хотелот Палас во дел на полесни и помали пловни објекти од типот на кајчиња, едрилици и останати помали пловни објекти и пловни објекти кои што се полесни за управување, додека старото градско пристаниште треба да добие комплетно нов лик со цел тука да се укотвуваат поголеми пловила. За ова разговаравме во Париз, кога бевме во посета на УНЕСКО, 4 министри и 20 градоначалници и можам со задоволство да кажам дека има расположение кај нив заеднички да работиме и да сите стандарди на УНЕСКО бидат постигнати со цел од една страна да се задржи статусот и да се унапреди, а од друга страна да имаме модерен кеј и да имаме пристаништа кои што обслужуваат потребите на 21. век. Илија Арнаудовски, капетан на капетанија на пристаништа на Македонија, најави зголемен обем на инспекцијски надзор во следниот период. Сакам да потенцирам дека набавен е нов глисер за инспекцијската служба во капетанијата на пристаништа во вредност од 5 милиони денари, ископ на пристаништето во Охрид, ископ на пристаништето во Свети Наум. Исто така сакам да потенцирам дека во наредната туристичка сезона ќе имаме зголемен обем на инспекцијски надзор, да апелирам до граѓаните навремено да се ги регистрираат своите пловни објекти и да се придржуваат кон мерките и прописите од внатрешната пловидба за да имаме мирна пловидба. Во бродскиот регистар на капетанија се запишани околу 3.500 пловни објекти. Бродската флота на Охридското езеро за брзо време ќе добие уште еден брод Армада, а 2 други поголеми бродови се во фаза на изградба. Започна изградбата на 400 киловолтниот далеководна релација Травостаница Битола 2 македонско-албанска граница, еден од најголемите енергетски проекти во Западен Балкан, кој што ќе се имплементира со поддршка на Европската Унија со вкупна вредност од околу 20 милиони евра. Клучните придобивки за регионот се енергетска безбедност, стабилност и економски развој. Со изградбата на овој 400 киловолтен далековод, долг околу 100 километри, ја воспоставуваме последната енергетска врска која што недостасува со нашите соседи. За прв пат стануваме целосно поврзани со сите соседни
електроенергетски системи. Тоа значи повеќе сигурност за граѓаните, повеќе стабилност за стопанството и повеќе можности за развој. Во енергетиката нема изолирани системи, нема затворени кругови, секој систем дише заедно со другите. Токму затоа оваа интерконекција не е само национален проект, таа е дел од Европската енергетска мрежа. Со реализација на овој проект, Северна Македонија и Албанија добиваат нова, силна и стратешка електроенергетска врска која ќе ја зајакне сигурноста на снабдувањето, ќе ја зголеми стабилноста на преносниот систем и ќе отвори нов простор за подлабока интеграција во регионалниот европскиот енергетски пазар. Оваа инфраструктура ќе го подобри преносот на струја и ќе овозможи подобро поврзување на енергетскиот систем на земјава со регионалниот пазар во Западен Балкан и Европа. Стратешка основа за новата енергетска карта на нашата земја и силен чекор напред кон модерна, стабилна и регионално интегрирана електроенергетска мрежа. Денешниот настан е символ на нашата решеност, дека Македонија не само што го следи европскиот енергетски развој, туку активно го гради. And there is only one purpose on all of these projects. Енергетската интерконекција меѓу двете соседни земји е исклучително важна и за овој стратешки проект ЕБОР веќе обезбеди заем во износ од 37 милиони евра за МЕПСО. This project, supported by the EU with a grant of 13 million euros. Овој проект поддржан од Европската Унија со грант од над 14 милиони евра во рамките на инвестициската рамка за Западен Балкан и во тесна соработка со ЕБОР ќе создаде нова ефикасна енергетска инфраструктура. Изградбата на надземниот далековод во должина од 100 километри се очекува да заврши на крајот од идната година. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска ја укина забраната за пиење вода од 4 артериски чешми во Охрид лоцирани на булевар Туристичка во дворот на основното училиште Григор Перличев, Биранова чешма во населбата Воска и чешма во градскиот пазар до Месарницата. Забраната е укината врз основа на добиените резултати од повторените лабораториски тестирања од Центарот за јавно здравје Охрид, со кои е потврдено дека испитаните примероци ги задоволуваат физичко-хемиските и микробиолошките критериуми за безбедност, информираат од АХВ. Забраната за употреба беше изречена на 17 март годинава поради бактериолошка загаденост. По изречената забрана од Центарот за јавно здравје од Охрид беа земени нови мостри вода од 4 чешми, чии резултати сега ја потврдија безбедноста. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме облачно време со повремени врнежи од дожд, дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура се искачи до 8 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со повремени слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура од 4 степени, а максималната дневна до 11 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 0 до максимални 16 степени. Во сабота времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд со послаб интензитет, ќе дува засилен повремено силен северен ветер на места кој ќе достигнува и над 70 км на час. Од недела до средината на новата седмица времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и значително потопло.